Имаш прашање и дилеми за типовите на IT компании кај нас? Дали си подобар фит за фирма насочена кон градење продукти или можеби би ти било подобро во агенцијска околина? Ова епизода е за тебе. Епизодава е сосема можно да има не толку позитивно влијание на бројката на следачи на CodePub, а мислам дека е тема што вреди да се дискутира сепак. Особено кога станува збор за почетниците и оние што се се уште релативно нови во нашава IT индустрија. Фирма ориентирана кон градење продукти во IT би биле фирми чиј фокус е еден или повеќе продукти што ги продаваат на пазарот. Значи, продаваат сопствен софтвер како продукт. Особено популарно помеѓу стартапите кај нас. Затоа и често овој тип на компанија ќе го слушнете и само како стартап. Секако, не само стартапи се фирмите што работат софтверски продукти кај нас. Сервисно ориентирани фирми во IT би биле тие што нудат услуги за градење на софтвер по нарачка на клиенти или дополнена на тимови со кадар. Во основа фирми нудат услуги на плаќаат за давањето на тие услуги. Популарно познати како агенции, аутсорсинг, неаршоринг и така натаму. Се сведува на истата работа фундаментално. Овој тип на фирма де факто продава, односно рента, кадар за целите на клиентите што ги има. Сега, овие два описи замислете ги како крајните точки на еден спектар. Реалноста е многу покомплицирана и многу често фирмите се наоѓаат некаде на средината на спектарот помеѓу овие две крајности. Но, најчесто гравитираат околу крајностите. Ке сретнете агенции што изработуваат и свој софтвер и продукт фирми што работат софтвер по нарачка. Но, за целите на оваа епизода ќе се држиме примарно до крајностите и типовите на фирми што се релативно блиску до овие крајности. Предностите и недостатоците на работа во двете околини ќе ги разгледаме од неколку аспекти. Култура и околина на прво место, кариерен раст, имање живот фигуративно на трето место, на четврто иновација и ownership и влијание врз вашите вештини долгорочно, односно како вашите вештини на програмирање и изработка на софтвер се одразуваат на вашата кариера долгорочно. Во контекст на културата и околината, во продукт ориентираните фирми културата е ориентирана кон и околу мисијата на продуктот. Ова е само фенси начин да кажеме дека продуктот ја диктира културата. Во повеќето стартапи, например, ќе сретнете хиперфокусираност на тоа што се гради. Кадарот што се вработува не се вработува најчесто стриктно за техничките вештини, туку и за популарно познатиот culture fit. Не дека во агенцијски околини не се зема во предвид ова секако, туку по моето досегашно искуство поголемо влијание има кога зборуваме за фирми ориентирани на изработка на продукти. Колегите во овие фирми ти се навистина колеги, по една дефиниција на нештото. Тимски работите на истиот проект, мисија, најчесто, или пак на меѓусебно поврзана фамилија на продукти со некаква цел. Сепак, крајната цел ви е иста како вработени во продукт фирма. Градењето и унапредување на продуктот или продуктите. Со други зборови, очекувајте структурата на тимот да ви е поконзистентна во овие средини. Од друга страна, во агенцијски околини работите на клиентски проекти. Речи си се што кажав за продукт ориентираните фирми стои тука. Понекогаш. Многу почесто ситуацијата е поинаква. Може би ќе работиш сам на проекти на клиенти. Може би со неколку колеги. Со тимот фирмата во која си вработен, односно агенцијата, или пак во мешан тим. Под мешани тимови подразбирам комбинација од колеги што се вработени во агенцијата во која што работиш од една страна и во фирмата за која што работите, односно клиентот, софтвер по нарачка. Во овие ситуации генерално all bets are off. Реално. Може да е супер и навистина да работите како тим, може да и на другото. Но, чувството за заедништво во контекст на фирмата што ти има вработено, in effect аутсорсинг фирма да речеме, најчесто не е исто како во продукт фирмите. Повторно, ова е генерализација, не е стриктно правило. За волја на вистината, многу почесто гледам агенции како прават тимски активности кај нас, така наречените тимбилдинзи, споредено со продукт фирмите. Веројатно причината е градење на она чувство за заедништво што е по моје искуство поизразено во продукт фирмите. Дополнително, тука имаме и проблем на волумен на некој начин. Имено без разлика дали зборуваме за агенцијска или за продукт средина, ако фирмата порасне на неколку стотици или повеќе луѓе, веќе не зборуваме за единствена култура или чувство на заедништво. Ама корпоративните средини, што е всушност резултат на волуменот што го спомнав, се е тема сама по себе и секако тема за друга епизода. Е малку за кариерниот раст. Генерално кариерниот раст е обично поедноставна тема на дискусија во продукт фирмите. Обично.
под предпоставка дека станува збор за веќе воспоставена продукт фирма, не за стартап во релативно рана фаза. Кај стартапите во рани фази титулите и не значат многу. Сите придонесуваат како можат, најчесто. Кога ќе станат стабилни, обично дефинираат титули подобро и со тоа и кариерни патишта. Според тоа, генерално знаете на што сте и што можете да очекувате следно на скалата. Во помалите агенциски средини кариерни патишта најчесто и не постојат. Ова не значи дека платата нема да ви биде подобра со време. Едноставно значи дека одговорностите и улогата што ќе имате ќе остане генерално иста. Структурите што обично ќе ги сретнете кај нас во оваа големина на фирми се C-levels, CTO, CEO, CTO, CMO и така натаму. HR, секако нели некој мора да најмува, Sales и маркетинг, мора некој да продава и ги имате и програмерите. Junior, mid, senior, lead, како и да сакаме да ги запакуваме. Во главно, day-to-day активностите им се слични меѓутоа. Може би со различен волумен на состаноци са. Сепак, и во агенциски средини како растат, се појавува потреба за други улоги. Кога се во таква фаза, обично и тука се дефинираат кариерни патишта. Според тоа што можете да го очекувате од аспект на кариерен раст, во главно зависи од големината на фирмата, односно средината, во која што би сакале да работите. Во контекст на така наречениот work-life balance, и покрај тоа што стереотипите се обично околу стартапи, заглавени и живеење на работа, на слични сценарии можете да налетате и во агенциски околини. Сум видел. Тука е повеќе прашање на каква е културата на фирмата околу форсирање на рокови, немање пушбек наспроти барањата на клиентите, што некогаш, да сме реални, може да бидат навистина длабоко неразумни. Сепак, ако сакате полабаво искуство, поголема фирма е обично добар облог. Обично. И покрај тоа што во агенциска околина можете да работите на навистина иновативни идеи од клиенти, продукт фирмите почесто имаат интересни проблеми. По моето искуство бар. Дел од причината е и така наречената длабочина во која што би работеле. Едноставно е, продукт фирма би имала интерес длабоко да навлезе во решавање на некој проблем. Ова е особено присутно во стартапи. Често пати мора навистина да се истражи одреден проблем спес за да смислиме пристап и решение за истиот. Во агенциски околини, освен можеби за гринфилд проекти, каде што не сме технички собственици како вработени во агенцијата, нема да има толку длабоко истражување, најчесто. Патеката ни е веќе фигуративно изгазена и само треба да ја оди. Кога станува збор за собствеништво врз проектот, особено техничко собствеништво, мислам продукт фирми се во предност. Сепак, работат на решавање на одреден проблем, имаат продукти според тоа и целосно собствеништво на правецот на развивање на истиот. Наспроти агенциски средини. По дефиниција на нештата, за агенциските средини нудите услуга. Според тоа собствеништвото не е примарно ваше. Кога станува збор за вештините за пишување на софтвер, изборот на средина се сведува на прашањето колку често сакате да менувате. Имено, ако продукт фирми има дефиниран стек, очекувајте дека тој стек ќе се менува од проект на проект во агенциска средина. Може би не целосно, ама секако нема со истиот стек да работите цело време. Тоа не зависи само од вас, сепак. Зависи од продажната стратегија на агенцијата. Доколку работат само од проект на проект, ситуацијата ќе биде слична како и во продукт фирмите. Сепак работите во продукт фирма со екстра чекори. Доколку тоа се работи консултантски од друга страна, со одреден рок на траење на договорот што го има агенцијата, очекувајте повеќе промени на стек од проект на проект. И покрај тоа не значи дека никогаш нова технологија нема да видите во продукт фирма. Се јавува потреба од нови сервиси, слични продукти, екстензии на постоечките продукти, што ви се шанса за пробување на нешто ново. Зависи од вашите замисли, односно толеранција на промени, сепак. И покрај тоа што нема правила што се апсолутен закон, некои генерални takeaways, по моето искуство, би биле следните. Ако сакате техничко собствеништво и иновација, продукт фирма. Ако сакате теоретски поголема можност за промена на стек, агенција. Ако сакате колегите да ви бидат колеги во контекст на работа на истиот проект, цела фирма, подобри шанси имате во продукт фирми. Ако сакате дефиниран кариерен пат, која и да е, само да не е мала. Овде мислам на 300 плюс вработен, од прилика. Ви благодарам на прегледот, за секој лайк и сабскрајб. Се гледаме во четврток.